На Македонија и треба национална стратегија за односите со Бугарија со која треба да го брани македонскиот јазик и малцинствата, но и сите други најзначајни прашања. Тоа недостасува уште од 91-та. Можеби е задоцнето, но подобро сега отколку да ја нема, вели за Алфа професорката Наташа Котлар. Според неа, конзистентната надворешна политика за заштита на македонските интереси не треба да произлегува од партиските матрици, туку од одвојувањето на партијата од државата. Тоа, како што посочува професорката, требало да се има предвид уште кога се подготвуваше договорот за добрососедство. Јас не упатувам огромна критика кон бугарската политика. Критиката е кај нас, внатре, и ние мора една за секогаш да научиме дека политиката мора секогаш да обстојува на добри анализи, на добро познавање на нештата, било од аспект на историјата, било од аспект на литературата, конкретниот случај на тоа и се однесува. Така што сметам дека многу подобро е да се свртиме кон нашите потреби, македонските интереси и да се излезе со еден цврт став што представуваат македонските интереси. Котлар ги отфрла тезите на бугарскиот државен врв за признавање на македонскиот јазик согласно уставот на државата. Македонски јазик има и кај оние луѓе кои што се македонци и живеат во другите соседни држави. Така што ние се препознаваме едни со други заради говорењето на јазикот, кој што ни е мајчин и представува наше историско наследство, а не затоа што сме го добиле по пат на некоја си уставна норма. Во интервју за Сител, бугарскиот премиер Борисов вели дека никој не ни кажува на каков јазик да зборуваме, но и дека тие го признаваат она што е според уставот. Както? Признаваме както е по вашата конституција, така че вашата конституција е така. Вижте, аз пак ще кажа. Австрия и Германия спорят ли за език? И ние не спориме с вас, ние си говориме на един и същи език, всичко си върви си добре. Идејата за заедничка стратегија за одбрана од бугарското вето и нападот на јазикот ја промовираше опозицијската ВМРО ДПМН. Партијата бара за тоа да се разговара и на лидерската средба кај Пендаровски. Ова произлезе по објавата на документот со кој источниот сосед бара да заборавиме на македонски јазик и македонско малцинство во Бугарија. Овој документ стана дел од резимето на заклучокот за проширување на Европската Унија и датумот за преговори за Македонија и Албанија.